Нашите блокади се со цел, пошто немаме никакво соопштение од Кривичниот суд од Скопје, никаква дата, никакво нешто објаснување кога ќе почнат рочиштата. И затоа се решивме на овој чекор. Ако не успееме нешто со овие блокади овде во Кочани, да добиеме некое соопштение, некој термин за рочиштата, блокадите ги продолжиме во Скопје пред Кривичниот суд. Со порадикални мерки. Па ќе се договориме колку дена ќе трајат овде блокадите. Тоа ќе направиме состанок меѓу нас родителите. Не можам да ви кажам предвреме колку дена ќе трајат овде блокадите и од кога ќе почнат блокадите во Скопје пред Кривичниот суд. Сакам да кажам за адвокатите на обвинетите, малку да имат чувство спрема нас родителите, бидејќи излегуваат во медиумите и кажуваат пред време колку ќе трае ова судење и малку нека се замислат дека на нас тоа ни тоа е убиство и ни ствара поголем револт и поголеми стресови. Мислам дека треба прво да размислат пред да нешто да кажат. Апел до судиите, до Кривичниот суд, да побрзо да си ја завршат својата работа и да го закажат рочиштето, бидејќи трпението наше е веќе при крај. И се потешко и секој ден се повеќе стресови и виктимизација на жртвите, нашите деца ги убиваат повторно. Повторно со тие нивни изјави на обвинети и на крајот ќе испаднеме дека ние родителите и нашите деца виновни.